Во тема на денот, како што најавив, мој гостин, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и добро најдов. Сакам да почнам со безбеден град системот. Над 310.000 прекршоци направени досега, над 95% се за брзо возење. Се менуваат ли навиките или едноставно луѓето се навикнаа да си платат казна и повторно да возат по свое? Огромна благодарност до сите македонски граѓани кои што не прават прекршоци. Огромна благодарност до сите македонски граѓани кои што ги почитуваат сообраќајните правила. Огромна благодарност и до сите странци кои што транзитираат низ Македонија и ги почитуваат исто така сообраќајните правила. Зошто? Не заради тоа што не плаќаат или плаќаат, туку заради тоа што со тоа спасуваат човечки животи. И кога ќе тргнеме од еден основен постулат, основна цел, па и на денешната тема која што беше во рамки на Македонското собрание, тоа беше Националната стратегија за безбедноста во сообраќај од 2026-2030 година. Основна цел е спасување на еден човечки живот повеќе него претходно. Европската цел е заклучно со 2050 година да имаме 0 човечки жртви како последица на непочитување на сообраќајни правила. Ако просекот во Европа е 44 жртви по милион граѓани, а просекот во Македонија е околу 80 жртви по милион граѓани, тоа значи дека во најмала рака дупло сме полоши во делот на губење на човечки животи во оваа наша држава. Така да овој проект и сета оваа промена на култура, да кажеме, која што ја живеат македонските граѓани. Тие живеат со фактот дека од ден на ден, од кога сме почнале со имплементација на овој проект, и не само овој проект како проектот Безбеден град и паметните камери, туку целокупниот фокус, целокупниот допринос од страна на сите, од страна на вас новинарите, од страна на општествено одговорни компании кои што почнаа да директно се вклучуваат во одбрана на човечкиот живот, еве така да кажам, кога би говореле за безбедноста во сообраќајот на патиштата, од страна на Фудбалската федерација на Македонија која што директно се вклучи во рамка на кампањата, од страна на сите субјекти кои што сакаат да помогнат. Навистина, еве една компарација ќе дадам само. Лани, 2025 година, сме имале за истиот период 96 жртви низ улиците и патиштата во Македонија. Оваа година, за истиот период, имаме 59. Намалување за повеќе од 35%. Тоа е директна заслуга на сите овие кои што претходно ги напоменав, и навистина како општество треба да сме горди заради тоа што сме направиле драстичен скок на подобрување, и тоа во која сфера? Во сфера на спасување на човечки животи. Нема цена ова кое што го правиме. Не само Министерството за внатрешни работи, не Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, кој што и текако има огромна заслуга во овој дел. Не собранието кое што ги заостри, например, да речеме, законските одредби во делот на кривично дело, безобзирно управување со моторно возило и така натаму. Сите ние кои што сме учесници во сообраќајот, имаме и текако допринос, и јас навистина сметам дека целокупниот фокус, целокупниот примат кој што се дава на оваа тема и текако допринесува за на крајот да имаме побезбеден сообраќај. Иначе, само како информација за македонските граѓани, би сакал да истакнам дека оваа тема не денеска, 20 години наназад, па и повеќе, согласно јавните мерења на мислењето на граѓаните, кога ќе ги прашаат граѓаните што мислите кој е еден од најголемите безбедносни проблеми во државата, тие одговараат безбедноста во сообраќајот. Така да на крајот вака можам да заклучам дека сето ова кое што го правиме заеднички дава резултати, треба да продолжиме во таа насока, и убеден сум дека она стратегија, онаа цел која што ја ставивме и во националната стратегија која што денес помина на собранието, а тоа е дека заклучно со 2026 година би требало да имаме пат на број на смртни случаи како последица на непочитување на сообраќајни правила од 50%, заклучно со 2030 година компарирано со 2024 година. Убеден сум дека ако вака продолжиме, таа бројка ќе биде уште помала и ќе спасиме уште еден човечки живот повеќе. Има три, да речам вака, слабости целиот систем. Прво е што не опфаќа цела држава. Ќе ви дадам со секоја поединечно да го кажете вашиот став. Второ е што се уште моторџиите не се опфатени или немате најдено механизам за нивно казнување. И трето беше, но се надмина неодамна, тоа е странските возила, оние со странски регистарски таблички, да подлежат
на истата регулатива, истото казнување како и македонските граѓани. Ајде да почнеме со територијата. Ветувавте дека ќе се прошири, делумно е и надврнили од Скопје со автопатските делници, проширено со дел од градовите, но не на цела територија. Кога тоа може да очекуваме комплетно да биде завршено? Така е, апсолутно се согласувам. И Битолчани, и Струмичани заслужуваат, и Стружани заслужуваат да живеат во рамки на еден град кој што би имал побезбеден сообраќај, исто како што сега гледаме дека живеат Скопјани, Кумановчани и Тетовчани во споредба со претходно. Стратегијата наеднаш не можеме да почнеме од сегде, тоа е факт. Преку ноќ не можеме да го имплементираме сегде и тоа е факт. До сега успеавме, знаат добро македонските граѓани, да го имплементираме коридор 8, коридор 10, Скопје, Куманово и Тетово како савариња. Не само градот Скопје или градот Тетово и градот Куманово. Нареден град каде што целосно сме припремени технички, потребни се уште одредени човечки ресурси да бидат обучени и дополнителни чекори да се превземат во однос на командниот центар кој што го имаме, од повторно прашањата се од технички карактер. Подготвени сме да започнеме со имплементирање целосно на безбеден град на територија на СВР Велес, значи тука влегуваат Велес, Кавадарци, Неготино и сите населени места околу овие градови. До средина на месец септември ќе започнеме со сигурност, можеби и малце порано, со сигурност на територија на СВР Велес, нареден град, наредно СВР кое што ќе биде ставено во функција до крајот на месец септември, ќе биде територија на СВР Охрид, значи овде влегуваат Струга, Кичево, Охрид како градови и сите населени места околу нив. Понатаму наред ќе бидат СВР Струмица и СВР Штип согласно планот кој што ги имаме направено и до крајот на оваа година се надевам дека ќе стигнеме и на територија на СВР Битола. СВР Битола има, да речеме, една малце поголема територија компарирано со другите СВРиња и се надевам дека и таа ќе затвориме заклучно. Тоа е за територијата. Што е со оние кои управуваат мотоцикли? Гледаме дека полицијата се труди, ги застанува, казнува, каци ги, меѓутоа веројатно би требало да се најде начин и тие да бидат еднакво одговорни пред ваков еден систем како што се оние кои управуваат со возила. Сега ова не знам дали го имам кажано до сега јавно. Нажалост, овој месец од 6 жртви кои што ги имаме, кои што завршиле со смртни последици, 4 управувале моторцикл. Од 6, 4 управувале моторцикл, нажалост. И она кога повикував цело време да се носи кацига од страна на моторџиите, да се почитуваат правилата од страна на моторџиите, навистина не го говорев затоа што сакам да го говорам или имам било каква негативна енергија спрема моторџиите. Напротив, и како ги почитувам и сметам дека вистинските моторџии се додадена вредност на безбедноста во сообраќајот на патиштата низ државата. Тоа многу пати се докажало од многу различни примери. Новие кои што не ги почитуваат безбедносните правила, кои што не носат кацига, кои што не носат опрема, кои што како да кажем, не се вистински моторџии, едноставно еднаш кажав глумат дека се моторџии. Навистина тие најмногу својот живот го загрозуваат, а понатаму секако и животот на останатите учесници во сообраќајот. Сега, ексклузивно од вчера, се надевам, денес ќе имаме точна бројка, на крајот на денот, е започнато со детектирање и автоматско ловење и на моторциклите на територија таму каде што го имаме имплементирано безбеден град. Така да нека не се изненадат оние кои што глумат дека се моторџии и не ги почитуваат правилата, дека ќе бидат предмет на санкционирање од страна на системот безбеден град. Пак ќе повторам, не заради нешто друго, првенствено ради нивна заштита, а потоа заштита и на сите останати совесни учесници во сообраќајот. Значи, официјално, заклучно, со денеска би требало да ги имаме првите бројки на казнети моторџии преку автоматскиот систем на безбеден град кој што го имаме имплементирано. Најдовме начин, технички начин, како да бидат и тие констатирани во рамки на сторувањето на прекршокот за возење со недозволена брзина. Претходно беа изрекувани казни само за поминување на црвено од страна на моторџиите, а сега најдовме начин технички како да се констатираат и казни кои што
би требало да се испорачаат до оние кои што управуваат мотоцикл како несовесни возачи заради тоа што управувале мотоцикл со далеку поголема брзина од дозволената. Да, ова е важна информација. И третата... Во текот на летото повеќе пати и како новинари се явувавме во МВР да прашаме што е со странскиве возачи, зошто никој не ги санкционира, бидејќи буквално не претекнуваа со огромна брзина кога и да патуваше некој. Така што добра вест е тоа што почнавте да се грижите за безбедноста на македонските возачи, но и на безбедноста на оние кои транзитираат низ земјава или се туристи овде. Но ви изненади ли тоа колкав број се најде одеднаш на Табановце и настана оние гужви и оној притисок врз системот? Затоа што инаку ми нема логика, освен да сте били изненадени, да не ја пуштите апликацијата еден ден претходно и практично да не дојде до таков застој. Согласно првичните проценки кои што ги имавме, сметавме дека нема да има толков интензитет во рамки на еден временски интервал кој што ја правеше гужвата за луѓето кои што транзитираат низ државата. Нашите државјани немаа проблем со излез од државата заради тоа што тие беа селектирани, беа пуштани да без никаков проблем и без контрола да може да излезат од преминот Табановце, но странските државјани беа контролирани, така е, да. И на почетокот, првиот ден, навистина, видите, секое едно решение кое што се имплементира, има предизвици, некогаш ги имплементирате подобро, некогаш ги имплементирате не толку добро, но факт е дека за овој временски период од 6 дена, 4 странски државјани кои што требало да управуваат моторно возило со максимум 80, го управувале моторното возило 180. И сега, тие не треба да бидат казнати. Сега ќе казнуваме македонците кои ќе сторат кривично дело и прекршок, а странците што нема да ги казнуваме. Па кај го има тоа? Нашите не ги казнуваат во Швајцарија, нашите не ги казнуваат во Германија, нашите не ги казнуваат во Хрватска, Србија, Албанија, сегде ги казнуваат. Видете, принципот на еднаква примена на законите спрема сите, испрема домашните, испрема странците е основен принцип во рамки на една нормална демократска држава. Сега, за да биде еднакво за сите, таква апликација како што има за странците, треба да има и за македонските граѓани. Така е, и ќе следи. Видете, јас ги разбирам македонските граѓани и ги разбирам очекувањата дека како да се навикнаа дека тоа што ќе биде кажано од страна на официјалните служби на Министерството за внатрешни работи, дека ќе биде имплементиран еден проект, друг проект, трет проект, последниве 2-3 години сватија дека навистина се имплементираат проектите, имаат се поголем број на очекувања во делот на имплементирање на проекти поврзани со, не знам, полициската академија, со сообраќајот и со сите други теми кои што се опфати надлежност на Министерството за внатрешни работи. Но навистина треба време, енергија и на крајот на денот и љубов да имплементираш одредени проекти кои што се од добробит за граѓаните и за жал принципот буцни, прачка, пи вино овде не важи. Треба многу енергија, многу труд, многу работа, а резултатите се гледаат. Јас сум сигурен дека македонските граѓани можат да направат разлика во делот на сообраќајот, во делот на пасошите, во делот на полициската академија и во многу други сегменти во споредба со пред 3 години. Ке ми дозволите накратко за неколку поактуелни случаи. Бевта шеф на кризниот штаб кога настана кризата во Гостивар со загадената вода. Обвинителството се отвори истрага, веќе има 3 осомничени, но слушаме повеќе од премиерот за целосно расчистување на овој случај и опфаќање дури и на случаи од минатото кога водата во Гостивар или на други места била загадена, а може би јавноста за тоа не била информирана и алармирана. Дали работи полицијата на откривање и документирање на такви случаи? И ова е еден одличен пример каде што покажавме дека сме многу поразлични од претходно. Многу поразлични. Што правеле претходно? Претходно кога ќе добиеле одредени информации од овој карактер, ги ставале под тепих, и никој од граѓаните и покрај тоа што имале доказ дека станува збор за контаминирана вода од било кој аспект, таквата информација не била соопштувана со граѓаните. Истите били изложувани на ризик. Сега ние што направивме? Кога констатиравме фактичка состојба дека општината нема нити капацитет, нити технички ресурси, нити знаење да може да се справи со еден ваков проблем, веднаш интервениравме по насока на председателот на владата, а во согласно со сите потребни процедури преку група за проценка, управувачки комитет и така натаму,
владата донесе одлука со која што прогласи кризна состојба на територија на општина Гостива поврзана со решавање на проблемот со водата и за оној временски период за кој што беше потребно за да дојдеме до чиста вода за пиење, максимално бевме фокусирани на овој проблем и го решивме. Да, ни требаа месец дена, не можевме да го решиме за ден, два, три, потребни беа месец дена. Огромна благодарност до стручните луѓе, професионалците од јавното претпријатие Водовод Скопје, кои што во соработка со градоначалникот на градот Скопје беа достапни 24/7 за решавање на овој проблем. Тие се тие кои што најдоа техничко решение, тие се тие кои што секојдневно, макотрпно беа на лице место со дел од стручните служби на јавното претпријатие во Гостивар, работеа секојдневно на решавање на овој проблем и го решивме. За колку време? За месец дена. Добро, во делот на истрагата има сега, ли порано што правеле, елементи? тоа ќе треба да покаже истрагата. Зошто? Заради тоа што македонските граѓани заслужуваат одговор за тоа како е сега, а како било претходно. Кои действија и резултати секако и одговорности согласно закон биле превземани претходно, а кои действија и резултати се превземани сега и ги имаме сега. Разликата е очигледна. А во однос на се она кое што би требало да е предмет на самата истражна постапка, тука да оставиме јавното обвинителство да си ги превземе сите оние чекори кои што е потребно да ги превземе. Јас сум убеден дека јавното обвинителство сака да упати една порака на правичност и превентивност за во иднина на никој повторно да не му текне со негрижа и несовесно работење да ги доведе граѓаните во ситуација каква што беа гостиварчани. Почесто слушаме критика од вас за јавното обвинителство, поредко дека верувате дека е намерата да се покаже правичност и неселективност. Еден случај за кој многу остро го критикувавте обвинителството беше случајот Мазут, можеби најголемиот предмет кој МВР како кривична пријава го има доставено до обвинителството за организиран криминал и спречување на корупција. Рековте кога овој предмет беше затворен, односно истрагата беше затворена по една година истрага, дека случајот не е всушност затворен и дека може да се најде начин тој повторно да се врати во живот. Се најде ли од мај до сега начин Мазут да остане отворен предмет, жив предмет? Правник кој што има положено кривично право испит на основни студии, да го прашате какво мислење има од аспект на ресјудиката во дел на кривична постапка, односно завршена работа во рамки на кривична постапка и неможност за преотварање на предмет, ќе ви каже дека такво нешто не постои. Зошто? Заради тоа што секогаш може да има нови докази кои што може да доведат до поинаква фактичка состојба од онаа која што била утврдена согласно претходните докази кои што ги имало, или пак може да има одредени факти и околности кои што доколку не биле замижувани, дали намерно или ненамерно, не знам, ќе покаже времето, а кои што би требало да доведат до многу поинаква одлука од онаа која што била донесена. Видете, јас јавно говорев за овој предмет заради тоа што навистина бев згрозен од одлуката која што беше донесена од страна на јавното обвинителство за организиран криминал во тој момент, имајќи ги предвид информациите кои што ги имав добиено од страна на извршителите кои што работеа на тој и истражителите, се извинувам, кои што работеа на тој предмет во рамки на Министерството за внатрешни работи и во рамки на самото јавно обвинителство. Јас врз основа на информациите кои што ги имам за основаност на сето она кое што беше работено од страна на Министерството за внатрешни работи и од страна на јавното обвинителство допред месец и пол, два, до моментот додека беше соопштена одлуката, го соопшти она што го соопшти во јавност. И останувам 100% во целосна истото на кое што сум му кажал. Таму работата нити завршена, нити пак со вакви докази може да биде завршена. Да оставиме времето да каже како ќе тече процесот во врска со конкретниот кривично правен предмет кој што вие ми го поставите прашањето. Ова не го зборувам заради тоа што, пак ќе повторам, сум гледал на графчиња, туку заради тоа што фактите и информациите ми се директно дадени од професионалци
кои работеле во овој предмет. Добро, вие рековте И дури дека во ви се Министерството повраќало за кога сте ги внатрешни гледале работи, доказите од овој предмет и сега затоа малку... Пак ќе повторам, и во Министерството за внатрешни работи, и во обвинителството. И сега преку ноќ, врз основа на истите факти и докази и дополнителни, да се носат одлуки какви што беа донесени, а при тоа да се оди со едно такво кршливо образложение во јавност и нелогично за многу голем број на експерти од фелата, навистина, вака, остава, ако ништо друго, еден огромен прашалник позади себе. И нема да дозволам со таков прашалник да биде затворен овој предмет. Односно, можеби ќе дојде ден каде што и во јавност ќе бидат соопштени и сигурен сум дека ќе дојде ден кога јавноста ќе биде запознаена со деталите од овој предмет. На ваков или на таков начин? Може ли да се влече паралела, барем јас во вашите и во изјавите на премиерот влечам помеѓу случајот модуларни болници, набавките и случајот Мазут, затоа што и таму премиерот вели ништо не е затворено, може да излезат нови факти и докази, практично многу сличен наратив на овој кој вие го имате за случајот Мазут. Точно е тоа. Не за само за овие два предмети. Добро, за секој еден би го затворило ако има докази. Малку се руши дополнително довербата која обвинителството има од 2-3%, ако константно ги преиспитуваме сите нивни одлуки кои можеби во еден момент не се допаѓаат. Видете, токму тоа треба да биде фокусот и стремежот ако сакаме да имаме нормална држава. Обвинителството не треба да има 2% рейтинг, треба да има 20% рейтинг. Ама ако константно носителите на јавни функции вака ги критикуваат сите нивни одлуки и Ислам Абази е виновен буквално за секој еден затворен случај, а во случај друга обвинителка реферираше за предметот. До сега, се тоа кое што сум го соопштил во јавноста и е поврзано со конкретни предмети, сум го соопштил врз основа на цврсти докази и факти. Никогаш не сум соопштил во јавност ништо кое што претходно и текако не било подкрепено со цврсти докази и факти. Еднаш за секогаш во оваа држава треба македонските граѓани да сватат и врз основа на тоа да носат одлуки во еднина. Дека секој треба да е одговорен за онаа работа за која што ја работи. Докторот треба да лечи луѓе, а не да рекетира. Оној кој што е во Министерството за внатрешни работи полициски службеник треба да се погрижи за безбедноста на граѓаните, а не да ги малтретира и да ја злоупотребува. Добро, и во овој контекст има денеска објава на случај. Министерството за внатрешни работи треба да поднесува кривични пријави и да обезбедува докази. Обвинителството е тоа кое што врз основа на собрани докази и се она кое што му стои на располагање, а богами имаат огромен број на механизми кај нив, да поднесува обвинение, а судот е тој кој што пресудува и носи одлука. Едноставно така е поставен системот во рамки на едно демократско општество. Она кое што е последица на 2% рейтинг треба да ги запраша тие кои што ги донеле тие 2% рейтинг. А овие кои што менаџираат сега и текако треба да дадат на додадена вредност за да јавното обвинителство ја има онаа доверба која што треба да има обвинителството во една демократска држава. Имало ли полициски службеници кои наместо да се вршат својата работа за 1400 евра издавале фалсификувани, односно возачки дозволи со повисоки категории на управување на возила од оние кои ги имале во своите оригинални, се водели таков предмет, повикувате ли на распит вработени во МВР? Во текот на вчерашниот ден имаше такво поставено прашање од страна на медиумите во Министерството за внатрешни работи, одговоривме дека се постапува по информации добиени од страна на Министерството за внатрешни работи за конкретни сомнежи за кривично дело, кои што информации се споделени со јавното обвинителство, за кои што действија јавното обвинителство донело наредба за превземање на одредени истражни действија од страна на внатрешна контрола во рамките на Министерството за внатрешни работи и ги уверувам граѓаните дека за секој еден за кој што ќе се најде било каков доказ, дека злоупотребил било каква позиција или пак несовесно работел во службата, ќе се постапи согласно закон и ќе бидат најстрого санкционирани заради тоа што ја злоупотребиле довербата на македонските граѓани, на Министерството за внатрешни работи и си го оцрниле образот и пред колегите своји кои што честно и професионално си ја работата и пред македонските граѓани. За колкава група зборуваме во случајот? Во овој момент не би сакал да споделувам повеќе детали за овој предмет заради тоа што станува збор за действија кои што дел од действија кои што се инфлагранти предмет на оперативна обработка од страна на внатрешна контрола
во Министерството за внатрешни работи, односно постојат основани сомненија дека се сторени одредени незаконитости спрема несогласно закон, да кажем, одредени действија се превземени од страна на одредени вработени во рамки на управните служби во Министерството за внатрешни работи, но кога ќе можеме, секако дека ќе информираме јавност. Ова е една битна тема и за Министерството за внатрешни работи и за јавноста. Секако не смееме да дозволиме злоупотреба на службена положба од повторно страна на безбедноста во сообраќајот се доведува во прашање кои лица кои немаат квалификации да управуваат тешки товарни возила, имаат лажни дозволи да го прават тоа. Овде, за разлика од претходно, кога беа донесени одредени пресуди за кои што и порано говорев дека по мене како адвокат во тој период беа преблаги, кои што нема да делуваат превентивно во иднина, односно нема да имаат поучна дејност во однос на останатите вработени, еве се покажа дека со текот на времето... Има ли поврзаност на оваа група со овие афери од минатото за издавање фалсификувани пасоши? Но сигурен сум дека ако имаше построги затворски казни со одредени останати мерки кои што може да бидат изречени во рамки на правосудна пресуда спрема оние за кои што беше докажано дека злоупотребувале позиција во рамки на Министерството за внатрешни работи, исто во управните служби, сега немаше така лесно да се дрзнат пак истото да го направат, сега не во делот на патни исправи, во делот на возачки дозволи, меѓутоа тоа е исто малтене заради тоа што имаме како се вика злоупотреба на службена положба во делот на основани сомненија за злоупотреба или индиции, да кажеме, за злоупотреба на службена положба или несовесно работење на служба во делот на фалсификување на исправи. Една работа која мене ме изненади, додека постојано зборуваме за затворање на паралелки, намалување на капацитети на средни училишта и на факултети, ја вративте по 26 години, практично го враќате средното полициско училиште со 200 првично планирани места, аплицираат 600 деца за да бидат полицајци, ги примате сите кои исполнуваат услови 310 ако не грешам. Зошто толкава бројка на млади луѓе сакаат да облечат униформа и да бидат полицајци? Малку ми беше тоа мене барем лично изненадување. Затоа што си сакаат татковината, ако ја се прашувам. Затоа што си ја сакаат државата, затоа што ја сакаат Македонија и затоа што веруваат дека доколку бидат професионално обучени и едуцирани и така ќе бидат додадена вредност на овое општество, а поради таа причина и поради тоа што навистина искрено верувам дека ова е еден од најбитните проекти, барем на враќањето на училиштата, барем на нова раководство на Министерството за внатрешни работи, враќањето на средното полициско училиште. Има ли потреба од толку многу кадри во полицијата? Зошто? Едно е кога ви имате курс од 6 месеци, 9 месеци и така натаму и кога со одреден курс станувате полициски службеник. Друго е кога имате средно професионално полициско образование и имате професија полицаец. Каде што 2 години посветено, континуирано, со обуки, со тренинзи, со професори, со експерти, сте посветени на тоа да станете полицаец кој што би требало да е првиот бедам за заштита на безбедноста на македонските граѓани во Македонија. Наистина, им честитам на сите оние кои што се запишаа во рамки на средното полициско училиште 7 мај. Им посакувам успешна прва школска година во рамки на средното полициско училиште. Наистина имам огромни очекувања и како министер и како човек дека токму тие ќе бидат оние кои што ќе ја вратат силата на Македонија со текот на годините. Споменав да облечат униформи, за сега само стари униформи има полицијата. До кога ќе ги заврши таа пропаднатите тендери за набавка на нови униформи за полиција? Да, тоа е една од како да кажем, од оние маки кои што ги имаме тековно во рамки на Министерството за внатрешни работи. За среќа веќе имаме подпишано договор не само за специјалните полициски сили, туку и за редовната полициска униформа. Ќе имаме една нова ребрендирана европска, еве така можам да кажам, униформа на сите полициски службеници и на полициските службеници во гранична полиција и на полициските службеници во рамки на секој едно СВР. Се надевам што е можно поскоро дека ќе биде испорачана. Првен ќе одиме со испорака на зимската опрема, така да со Господ напред се надевам дека кој е рокот во кој треба велите има договор? Вкупната полициска опрема треба да
да биде испорачана во текот на не знам точно за колку време треба да биде испорачана, но знам дека првично зимската полициска униформа треба да биде испорачана на полициските службеници, така да ова зимо сите полициски службеници ќе треба да имаат нова зимска униформа и се надевам дека тоа ќе биде што поскоро, а при тоа сигурен сум дека и така ќе имаме еден достоинствен лик на полицискиот службеник во иднина, заради тоа што навистина сметам дека полицајците заслужуваат нова униформа, а државата е одговорна да направи максимум за да им ги обезбеди сите потребни услови, се со цел на крајот да имаме задоволни македонски граѓани кои што ќе се гордеат на својата полиција, а не да се срамат од неа или пак да се плашат тогаш кога си ги почитуваат законите и си живеат така што треба. Министерот за внатрешни Панчо Тушковски во тема на денот, благодарам за вечерашното гостување. Ви благодарам, ми беше чест.